вторник 11 јуни, кратки вести во 12 часот. Информацијата дека повторно се поставуваат типизираните куќарки на пешачката зона на кеот на Охридското езеро е помеѓу најкоментираните деновиве на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите во коментарите посочуваат дека можеби треба да се размисли за евентуално дислоцирање на овие куќарки, кои според делот читателите даваат панаѓурски лик на централното градско подрачје. На аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид синоќа слета авион на полската авиокомпанија Lot Polish Airlines, со кој пристигна нова група туристи кои ќе уживаат на Охридско-Струшкото крајбрежје. Ова е само продолжување на одличниот старт на новата сезона во Охрид и Струга, откако кај нас веќе одмараат и се рекреираат гости од Холандија и Велика Британија. Во првите 4 месеци од годинава на двата македонски аеродроми, меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, ТАВ Македонија обслужи 893.993 патници и 7.343 летови. Охрид Прес ве поврзува во насока на решавање на еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат компаниите во регионот. Нудиме бесплатна можност за поврзување на оние кои нудат и оние кои бараат работа во регионот на Охрид и Струга. Напишете дали нудите или барате работа, внесете контакт и кратка информација за тоа што се бара или нуди. Вашиот оглас ќе стигне бесплатно до повеќе од 60.000 лица на сите наши поврзани профили на социјалните мрежи. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен југозападен ветер. УВ индексот е 8, максималната температура во Охрид до 30 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.